Кратки најави за денес. Охридските матуранти го заиграа квадрилот на плоштад. Мултикултурен мозаик во основното училиште Свети Климент Охридски. Според министерот за земјоделство, концесијата за риболов на Охридското езеро не се коси со УНЕСКО. Кривична пријава и суспензија за полицаецот што го удри со пендрек ракометарот Талески. Протести во Хирошима на почетокот на самитот на Г7. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид времето претежно сончево со локална облачност и топло со дневни температури во пораст кои ќе достигнат и 20 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, ведро и свежо. Утре над најголем дел од северозападна, централна, северна, североисточна и источна Европа, времето стабилно со повремени сончеви периоди, но ќе биде и студено со температури под повеќегодишниот просек. Истовремено на Апенинскиот полуостров нов бран обилни врнежи од дожд. Дожд се очекува и во западна Европа, на Балканот и над Алпите. На крајните северни и јужни делови од Балканскиот полуостров во сабота нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 20 до 27 степени Целзиусов. Во Македонија утре свежо утро. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и топло попладне, локално во југоисточните и источните делови, а доцна попладне во североисточните, северните и северозападните делови, развојна нестабилност која ќе донесе слаби локални врнежи од дожд. Минималните од 5 до 13, максималните дневни температури од 18 до 26 степени Целзиусов. Во Охрид во сабота претежно сончево време. Ќе има појава на локална облачност, ќе биде топло. Минималната 9, дневната 21 степени. Во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со дожд. Минималната 10, односно 11, дневната 20. Во вторник во првата половина од денот претежно сончево време со локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд. Минималната 10, дневната 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 400 охридски гимназијалци од 3 средни училишта од градов и годинава беа дел од големата интернационална манифестација Матурска парада. Тие, точно на планина од градскиот плоштад, истовремено со матуранти од 6 земји, танцуваа квадрил на музиката од операта Лилјакот. На самата завршна манифестација беше прочитана и заклетва за ненасилство од страна на учесниците во сите градови во земјите во кои се одржува настанот. Охридските матуранти на крајот на еден од највозбудливите делови од својот живот, деновите на средното училиште, го заиграа на градскиот плоштад Свети Климент Охридски на музиката на Штраус безвременскиот квадрил, заедно со своите соученици од Скопје, Гевгелие и Струга, но и со матурантите од други 5 земји од светот заиграа со белите чадори, а танцот символично ги подготви за новата возбудлива страница од животот. Вредно и долго работеле на подготовките за овој свечен момент, сите веќе одлучни за тоа каде ќе продолжат со високото образование. Добри 2 месеци негде се спремаме за парадава и на факултет најверојатно тука на осигурување. Па се подготвувавме 2 месеци, можеби повеќе, беше многу забавно. Со друштвото. Понатака јас планирам да продолжам на факултет на биохемија или нешто поврзано со хемиските науки, се уште не сум сигурна. Моето високо образование сакам да го завршам, се запишувам на машински факултет. Настанот се одржа на градскиот плоштад Свети Климент Охридски, а на присутните им се обрати градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Тој рече дека веруваат и оваа генерација ќе донесе голем број професионалци кои ќе дадат огромен значај за идниот развој на градот. Со ништата се денешните одговори на утрешните прашања. Успехот не доаѓа кога ќе посакате. Тој доаѓа кога ќе постојат јасни планови, силна желба и постојана упорност. Абрахам Линкон рекол, секогаш имајте на ум дека вашата собствена волја за успех е многу поважна од било што друго. Затоа неискрено и од срце ви посакувам секогаш да имате нескротлива волја за ново знаење и мотив да ги стекнете личните квалитети. Последните неколку години составен дел на подготовките и на самата завршна манифестација е и заклетвата за ненасилство прочитана од страна на учесниците во сите градови во земјите во кои се одржува настанот. Да бидеме горди, затоа што заедно со матурантите од уште неколку градови во Македонија, кои од останатите неколку држави, не само што во исто време на иста музика синхронизирано игравме, туку како генерација испраќаме порака за ненасилство, мир и толеранција. За подготовките и се да изгледа онака како што доликува се погрижи професорката Катерина Стојановска, организатори на настанот се Дирекцијата за култура и уметност од Скопје и танцовиот спортски клуб Ритам Плюс. Инаку парадата на матурантите започна во далечната 2001 година во Словенија, а нејзин идеен творец е Томаш Амброш од танцовата школа Учка во Љубљана. Мултикултурен мозаик од различни активности се случуваше во салата на основното училиште Свети Климент Охридски како дел од годинешниот интеркултурен проект при програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности во салата на основното училиште Свети Климент Охридски се случуваше мултикултурен мозаик од различни активности. На истиот, децата кои учествуваа на работилниците кои ги организираа младинците се представија со ората од националностите од кои е составена групата. Се изведе краток скеч со кој се промовираше со животот меѓу културите. Мултиетничкиот хор од минатогодишниот проект се представи повторно со неколку песни. Се читаа извадоци од мултикултурниот зборник Дело на младинците и дополнително се реализираа уште неколку музички точки, меѓу кои и песната за пехаве од Црвен крст Охрид Сплотени. Со овој настан младинците сакаа да ја презентираат својата работа пред јавноста, но и да ја покренат свесноста за живењето во едно мултикултурно општество како нашиот град и да ја зголемат организацијата на интеркултурните активности за нашите граѓани. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство смета дека концесијата за стопански риболов на Охридското езеро не е спротивна на препораките на УНЕСКО.
Според него, со овој потек ќе се намали рибократството, а ќе се подигне заштитата на рибниот фонд. Наспротив власта, еколозите и активистите сметаат дека тоа е контрадикторна одлука, што се коси со стратешкиот план на рехабилитација на Охридскиот регион. Наспроти реакциите на еколозите, министерот за земјоделие смета дека издавањето на Охридското езеро под концесија не се коси со препораките на УНЕСКО. Според него концесијата за стопански риболов ќе придонесе за поголема заштита на рибниот фонд и ќе воведе ред и контрола. Ќе се намали рибократството и ќе се води грижа за изловувањето на ендемичните риби. Секоја концесија става ред, ако сакаме нешто да заштитиме, ако се грижиме за животната средина, ако се грижиме за рибите, ако сакаме да ја спречиме сивата економија и да владее законот, тоа што треба да има концесија. Тие што смета дека не треба да има концесија, очигледно станува збор за застапување на други интереси, јас го застапам законот. Еколозите велат доделувањето на концесија за риболов е контрадикторна одлука и се коси со стратешкиот план за рехабилитација на Охридскиот регион. Во него јасно стои дека има забрана за риболов на ендемичните видови риби, кои со години се на работ на исчезнување. УНЕСКО, односно планот за управување со Охридското езеро, таму не е предвидено да се даде под концесија додека се уште немаме добри податоци и стабилизација на популацијата од охридска пастрмка. Струшката фирма Екосвест ја доби концесијата за стопански риболов на Охридското езеро. Според министерот, на електронското наддавање се постигнала рекордна цена од 25 милиони динари. Одлуката за избор моментално е во владина постапка. Продолжен јавниот повик на општина Охрид за пријавување на локации поволни за инвестирање. Општина Охрид во својот делокруг на работа во врска со спроведување на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година, во врска промоција на можностите за инвестирање во општина Охрид, има за цел подготовка и промоција на брошура "Инвестирајте во Охрид". Оваа активност предвидува изработка на брошура за промоција на мерките кои се насочени кон поддршка на економијата, чија основна цел е стимулирање на инвестиции, технолошки развој и зголемување на конкурентноста на македонските компании, но и промоција на поволностите кои се на располагање привлекување странски инвестиции и поддршка на извозот. Локациите кои се пријавуваат можат да бидат Гринфилд и Браунфилд, што значи дека локациите може да бидат веќе постоечки капацитети и градби или може да бидат неизградена површина поволна за отпочнување на градба или развивање на бизнис. Целта на пријавувањето може да биде продажба или изнајмување на локацијата на одредено време. Може да се пријавуваат лица и компании кои имаат сопственост на истата и можат да бидат во градска или рурална област. Условите за пријавување подетално можете да ги прочитате на веб страната на општина Охрид, а пријавувањето е најдоцна до 30 јуни 2023 година. Кривична пријава и суспензија за полицаецот кој со пендрек го удри ракометарот Филип Талески. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција при основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Скопје поднесе кривична пријава против лицето ХР, вработен како полициски службеник во полициска станица на подрачјето на СВР Охрид поради постоење основи на сомневање дека сторил кривично дело малтретирање во вршење на службата. Имено пријавениот на 13 мај оваа година околу 20 часот во спортската сала Билјанини извори во Охрид по завршување на ракометен надпревар при вршење на службата со умисла извршил малтретирање врз оштетениот ФТ на начин што неосновано и прекумерно употребил средства за присилба врз него. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди како овластен предлагач против лицето ХР ќе покрене постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, а работникот ќе биде суспендиран од работа до завршување на дисциплинската постапка. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Во КБЦ Звездара и на ВМА, како и во зоолошката градина во Белград, имало информации за подметнати бомби. Пренесуваат српските медиуми. Во тек е евакуација на јавните и спортските институции, трговските центри и факултетите во Нови Сад поради дојави за поставени бомби, стои во написите и на имейл адресите на надлежните служби и медиумите била испратена порака во која се вели дека бомбите се темпирани да се активираат денеска во текот на утрото и рано попладне. Полицијата е на терен и врши увид во објектите. Демонстрации и протести се одржуваат во јапонскиот град Хирошима, каде што рано утрово беше отворен самитот на Г7 групата пренесува Спутник. Луѓе со транспорти и пароли како никогаш не дозволува американско-јапонска агресивна војна против Кина и не за Г7, не за империалистичкиот самит, не за нуклеарна војна. Маршираа низ улиците на Хирошима во тесен полициски обрач. Бројот на полицајци на улиците се чинеше поголем од бројот на демонстранти. Полициските сили покажуваат воздржаност, но има и случаи кога демонстрантите биле туркани одзади за да забрзаат или биле одвлекувани од толпата. Демонстрантите за возврат се врзале со синџири и продолжиле по улиците во редици. Самитот на Г7 групата во Хирошима ќе трае од 19 до 21 мај. Ќе се фокусира на конфликтот во Украина, економската безбедност, зелените инвестиции и случувањата во Индо-Пацифичкиот регион. Маж со автомобил синоќа го пробил обезбедувањето на капијата во Ватикан, стигнувајќи до централниот двор на Апостолската палата, пошто и се предал на полицијата, соопшти Ватикан. Човекот со својот автомобил минал низ портата на Света Ана и стигнал до дворот на Сан Дамасо, каде се наоѓа Апостолската палата во која живееле претходните папи и каде папата Франциск се уште одржува официјални состаноци. Се додава дека припадник на швајцарската гарда пукал во автомобилот со пиштол. Задволенот бил маж на 40 годишна возраст во нестабилна психичка состојба и не се приближил до зградата од другата страна на дворот каде живее папата. Издадено е предупредување за опасност од цунами по земјотресот со јачина од 7,7 степени по Рихтер регистриран југоисточно од островот Лојалити во Нова Каледонија, француска територија на Тихиот океан, соопштија властите. Американскиот систем за предупредување за цунами информира дека бранови со висина од 1 до 3 метри се можни во Вануату, а бранови со висина од 30 сантими до 1 метар се можни на Фиџи, Кирибати и Нов Зеланд, пренесува Гардијан. Според Геолошкиот институт на САД епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 38 километри. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.